Ние сме во едно од најзагрозените места, тоа е Стајковци, во основното училиште Кирил и Методи, каде што е претворен во пункт овде на жителите, на оние кои што претрпеа штети, им се помага со помош. Еве во моментот, ако може да видите, значи се собира секаков вид на помош, односно овде е водата, значи постојано се носат нови пакети на вода, се носат пакети со јадење, пиење, меѓутоа и потребните лекови кои што им се потребни на населението од ова невреме. Значи овде луѓето доаѓаат по помош, зимаат вода, зимаат храна, меѓутоа зимаат и лекови. Овде има гужва, има присуство на полиција, на Арама, меѓутоа и волонтерите кои што доброволно се пријавија за да помогнат во оваа акција. Населението и денеска го посети премиерот Емил Димитриев со некои од министрите. Тие го информираа населението дека слободно можат да заедно со помош на Арама да ги исчистат своите домови. Комисијата за проценка на штетите е формирана и таа е веќе излезена на терен. Штом ќе се проценат штетите, ќе се исплатат домаќинствата. Доколку е подготвена изјавата, односно атмосферскиот дел од посетата, да го погледнеме. Штетите кои ги платија дека штетите преживери ти работи. Значи, има кујни ти работи, кревети. Формирана е централна комисија за процена на штети, ќе се формираат и општински комисии во поголем број, бидејќи теренот кој што треба да биде покриен со проценка е голем. Значи, согласно проценките на тие општински комисии преку централната комисија во корелација со Министерството за финансии, владата ќе ги надокнади штетите. Меѓутоа, многу е важно кај луѓето да има одредени случаи, неа стоката изнесувале или било што, чекале да дојде проценител, да се внимава да не се со тоа па причини други последици во аспект на зарази и така натаму. Проценката ќе започнува веднаш, значи уште денешниот ден, и како ќе завршува проценката, владата ќе ги исплати средства. Средства, да? Да. Дадовме по 300.000 денари за семејствата кои што имат загинат случај и ќе чекаме проценката на општинските комисии. За штети дали што се уништено? За се, значи материјални штети, штети од добиток, земјоделски штети, проценката ќе биде за се. Така, значи како што кажав, од денеска има зголемено присуство на војници, припадници на Арама, исто така има дополнителна механизација која што ќе им помогне на населението за да ја извлечат калта од нивните домови. Овде се комуналните предпријатија и дополнителните пумпи. Да погледнеме дел од останатата атмосфера овде во Стајковци. Кажем само седе, оглавен да вади слева, што да видите? Тешко е многу. Поможе да има нешто. Ангажирана е војска и полиција, дирекција, волонтери, доста градежна механизација. Најбитно е што одредихме координатори од владата, тоа се министри, по населени места. Бидејќи повеќе институции се ангажирани на теренот, меѓутоа треба некој да ги координира меѓусебно. Овие министри ќе бидат постојано тука на терен, присутни за координација, за да имате на кого да се обратите за помош, да биде тоа испланирано, да се дадат приоритети кај треба ресурсите да се насочат и така натаму. Ја мислам дека споредено со вчерашниот ден гледам дека денешниот начин на организирање дава ефекти, многу подобро сме организирани. Исто така задолживме Министерство за образование преку студентските домови, интернатите, армијата преку своите кујни, труд и социјала преку градинките, сите институции кои што имат капацитети да приготвуваат храна, да се приготвува храна и да се дистрибуира до луѓето на кои што им е потребна и сака да ја прифатат таа храна, значи не можеме со сила да Штетили сме многу, да ти кажам, нема што е катастрофа. Водата е небезбедна за пиење, меѓутоа еве од Црвениот крст, меѓутоа и многу предпријатија донираат вода, тие зимаат, а оние кои што нивните домови се небезбедни, секако се обратија до прифатните центри. Овде ние остануваме на терен, значи се прават секакви активности за да им се помогне на населението. Тие како што велат, вакво невреме не паметат до сега, меѓутоа секако најмногу жалат за жртвите од невремето.